Почитувани гости, професори и ученици, љубители на природата, рујното вино и убавиот збор. Добре дојдовте на прославата на еден настан кој е поврзан со една од науките и дејностите кои се изучуваат и применуваат во Средното општинско земјоделско-шумарско училиште Ѓорче Петров Кавадарци. Македонија е земја со голема традиција и умешност во производството на прекрасни вина. Виното е едно од најголемите македонски брендови, а нашето училиште е извор на знаења поврзани со овој божествен пијалок. Ви благодариме што ни го овозможивте задоволството да го следите со нас овој момент кој е реализација на постоењето на оваа институција. Нашето училиште постои повеќе од 70 години и за тоа време има постигнато бројни успеси не само на воспитно-образовно, туку и на културно и стопанско поле. Во ова училиште се градат луѓе, идни градители на светлата иднина, чувари на природата и заштитници на убавината и нежноста. Тоа е Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров од Кавадарци, училиште со јасна визија за иднината. Тоа е училиште што е посветено на природата. Прославата на новото Божоле е традиционален празник на младо вино во многу земји ширум светот. Македонија се придружува во празнувањето на овој убав настан кој има за цел представување и популаризирање на винската култура и традиција на виното. Божоленово се празнува од 1937 година и започнува точно на полноќ секој трет четврток во ноември. Преку дегустација на млади вина произведени од наши ученици и наставници и ние се вклучуваме во светски настани и на свој начин му даваме свое автентично обележје. Виното е дар од боговите, вели една поговорка, а тоа е само потврда дека на овој божествен напиток никој не може да му одолее. Познато е дека Македонија е земја со голема традиција и умешност во производството на прекрасни вина, а виното е еден од најголемите македонски брендови. За виното велат дека е храна, а го пијат и боговите. Како најприроден производ на трапезата закрепнува. Виното ја поттикнува фантазијата, интелигенцијата и креативноста. Комисијата која се погрижи да ги одбере најдобрите млади вина беше во состав Ефремчо Николов, Глигор Бојков и Коце Попов. Ве молам да ги поздравиме со аплауз. За најдобро бело младо вино, прво место Даниел Петровик.
За второ место за најдобро бело младо вино Филип Ѓошев. За најдобро бело младо вино трето место Магдалена Камчева. За најдобро црвено младо вино прво место Марио Ристовски. За второ место за најдобро црвено младо вино Љубица Петрова. И трето место Магдалена Камчева. Магдалене, сите награди ги Се собра. За најдобра ракија, првото место го однесе Ивана Танчева. Второ место Ружица Петрова. И тоа во последен момент се пријави. Така ли, она ли на Она беше последно. И добре испадна ракија. Трето место Цветанка Стојанова. Некој добро. Морам да кажем, многу убав фестивал на младо вино. Иако сте училиште, сепак по сите прописи и нормативи. Па вака денеска го искористивме денот за да ги покажеме нашите производи кои што се произведуваат во нашето училиште, првенствено од учениците кои што се во училиштето заедно со нивните ментори и наставници. Денеска го користиме моментот да ги промовираме нашите млади вина, кои што кажавме се произведуваат во нашата школска винарија и со тоа сакаме да се представиме пред пошироката јавност нормално во градот и едноставно да се пофалиме бидејќи се гордееме со нашите ученици и нивните ментори кои што го користат своето образование, своето слободно време за да создадат нешто ново. Што викате енолозите, каква година имавме за производство на вино? Па оваа година случајче ги неев, бидејќи се они носители на овој процес, кои што после ќе ви објаснат подетално. Оваа година беше подобра од ланската година, тоа го знаеме сите од тиквешијата, така да го искористивме добриот принос што го имавме, квалитетен принос за произведување на повеќе на сорти на вина, кои што се надеваме че се допаднат на сите кои што се присутни тука. Покрај постојните вие годинава произведува се ново вино, Пино Ноар. Па да, јас еве не би се во овој дел повеќе ќе ви објаснат нашите наставници кои што се одговорни, но мислам дека Сакам да ја кажам, погодивме работата. Им давате Да. ветер во грбот за да работат на оваа тема. Значи, процесот го носат они наставниците кои што се одговорни за тоа, а ние како училиште сме тука да овозможиме секакви услови за понатамошно усовршување и еден дел и производство на нови вина. Директоре комерција нема и понатаму, нели? Не, ние сме училиште кои што се гордееме со тоа што ќе го направиме заедно со нашите ученици и мислиме дека со тоа допринесуваме во градот за едноставно да се дегустира нашиот производ на општо задоволство на сите, мислам. Ние сме најсреќни кога ќе кажеме дека нашите ученици заедно со наставниците создаваме нешто и покрај тоа што учиме и создаваме нешто. Значи, вие сте како дуално образование, и учите и создавате. Па да, тоа е целта, мислам, и на стручното образование, да се создаде еден производ кој што ќе биде производ и на учењето што го имат они во нашето училиште. Инаку да кажам, денешниот ден го искористивме и за доделување на награди на учениците кои што донесија своји вина и ракија. Тие дома произведуваат. Домашни нивно производство кои што со нашата комисија ги оценувавме и ги рангиравме и затоа им доделивме благодарници, дипломи и награди. Дали е тоа стимулација за нив? Па да, еве, малку пандемијата не ги наруши нашите замисли што ги имавме. Ова ни беше пред 2 години така како планирано. Имавме една таков настан и сега се враќаме повторно. Едноставно и на сам, бидејќи ние како училиште имаме ученици кои што произведуваат сами дома вино. Сега со овие новите законски измени се надевам дека и што повеќе
Ќе се биде стимулирано со оформување на овие мали семени винари, така да ние како училиште ќе се потрудиме да му овозможиме на секој заинтересиран и понатамошно функционирање во животот, не само за време на нивното образование во нашето училиште. Двајца професори, енолози во училиштето и настава и практика. Професоре, каква година имавме за грозјето? Првен благодарност значи до вашите ценети, до нашите ценети медиуми, значи што секогаш не пратат на оваков убав ден. Денеска значи славиме едно така промоција на нашите млади вина, училишни млади вина, изработени под менторство на професорите значи по енологија, по лозарство, винарство, значи заедно со нашите ученици, така да имаме прве да кажеме, располагаме со 6-7 хектари значи лозова површина, лозови насади. Годината ни беше претежно добро наклонета, мал ариден период, сушен период, али имајќи предвид дека нашите лозови површини не ги наводнуваме и ги третираме со интегрална заштита, повеќе може да кажеме значи од органска природа, значи со помал број на третирање и затоа оваа година произведивме прекрасни вина, млади вина од повеќе сорти. Ние располагаме со лозов насад од 6-7 хектара, кажам што застапени автохтони сорти значи на грозје, тоа Вранец, Смедеревка, Жилавка, Ракацители, па имаме производство од бели вина, значи Ракацители, Жилавка и Рајнски Ризлинг. Од црвените вина имаме Вранец, Вранец Куве, тоа е комбинација Вранец и Мерло, и Пинот Ноар или Црн бургундец, значи. Ова е ново вино. Ова е ново вино, Пинот Ноар, Црн бургундец, значи, така да оваа година се погрижи и Мерло чисто, се погриживме малце и за маркетингот, односно, значи, промовираме и нови етикети, значи. Етикетите се изработени на јавен конкурс од наши ученици, значи, али пак мислам дека најчесто како и што пише златно сонце, мирис на трева, звук на гитара и чаша вино, значи, еден празник за душата, за сите нас, значи, сметам дека како помошни директор на училиштето, значи, треба ово училиште да во континуитет да се развива преку организација на овакви манифестации, исто така се појавуваме и на манифестации кои што ги организираат нашите семени винари, значи, винотек, значи, така да сметам дека се правиме да се развиваме како училиште во најдобар момент, значи да едноставно ги поврзиме и теоријата и праксата, значи со науката, што се вика, со енологијата, така да виното е храна за душа и за срце и мерак за сите нас и така еве колегата од учен аспект, значи кој што е врвен, мислам, енолог и еден од главните мајстори што се вика у наш жаргон, кажавам, значи на овие вина, мислам дека заслужуваме значи добри епитети. Уште еднаш благодарност значи на сите гости што се тука, значи го овој празник значи и за душа и за срце и за сите нас значи да го одбележиме најдобар начин. Се надеваме дека ќе ги поттикнеме и младите значи лозари и младите винари да произведуваат што е можно значи вина во поголема количина што се вика, да ги мотивираме малце и со добар квалитет се разбира и се надевам дека ова ќе ни влијае за подобра уписна политика. Школата секогаш расположено и отворено. Благодарност уште еднаш на медиумите и така да. Добро ме Фремче. Професоре, дали пиеме добро вино? Има ли многу хемија внатре? Ако зборуваме конкретно за Пинот Ноар, за виното од нашата школска винарија, не. Сега проблемот е оваа година се наруши динамиката на зрење на грозјето. Заради жешките, тоа значи дека видите, грозјето кога зрее, да го тоа поедноставам за поширокиот аудиториум, за пошироката јавност, постојат 3 фази кои што можеме да ги разграничиме додека грозјето зрее. Почетна фаза, фаза на проширок, динамика на зреење, кога се намалуваат органските киселини, а почнуваат полека да се концентрираат шеќерите. Потоа е после фазата на проширок иде генерално втората фаза на зреење, кога имаме уедначена количина на нешто повеќе на шеќер, а не многу помалку на органски киселини. Сега не да не одиме во детали. И на крајот завршната фаза на зреење. Кај нас проблемот е што се наруши втората фаза на зрење, кога зреното требаше да биде малце во фаза на да ги добие оние квалитетни својства грозјето. Пред да почне динамика на зрење, исто така бевме проследени со еден жежок период кај што порастот на зрената не беше во
во доволен обем, немаше доволно влага. Калибражите помалечко. Да. И заради тоа квалитетот на виното и на гроздовата каша морам да ви кажам дека беше нарушен. Тоа се одрази на начинот на ферментација, тоа беше видливо. Абсорбцијата, не знам, таму гледам дека дел од мирисните материи не се екстрахира на најдобар начин на кој што у минатите години го имавме. И затоа јас малку сум самокритичен. Приметив дека дел од мирисните ароми и детали не се до крај изразени како што беа. И од тие причини изработивме некои купажирање на виното, каде што направивме неколку комбинации меѓу црните вина. Тоа професорот Горан Керов беше надлежен, мислам, направија купажа со професорот Ефремче измеѓу црниот бургундец и Мерло и Вранец фактички. И генерално ние имаме веќе, ние немаме стандарден модел на производство на вино. Него оноа што го дала природата. Како резултат на тоа добивка е како повртен ефект имаме вина кои што се без конзерванси, природни, онака како ги дарила природата. Не ги шминкаме, да кажам така, вината да ги стандардизираме. Немаме некои посебни услови за финализација на виното. Нека не комерцијализирате. Не комерцијализираме. Тоа е една воспоставена технологија да нашите ученици се запознаат со општиот тек на производство на вина. Сега понатаму кога тие доаѓаат на факултет веќе специјализираат, јасно е дека видите да бидеме јасни со тоа. Во Кавадарци постојат стручњаци кои што работат по винариите, кои што многу подобро ја познаваат оваа проблематика, мислам. Ја применуваат и они се посоодветни да образложат оваа тема од нас кои што ние работиме во образование. Овие ученици кои денеска добија награда во своите домашни винари, какви вина подготвуваат? Вака, кога станува за кога станува збор за категоријата на бели вина, имаме ние ученици кои што имат и семеен бизнис да произведуваат и вино. И сега и продаваат. И сега тие донесија вина со вака очигледен веќе квалитет кој што можат и пазарно да се пласират. Посебно на белото вино на Петрович Даниел, мисля, че тоа е веќе стандардно вино за продажба и се знае. Од аспект на производство на жестоки пијалаци, исто така овде имавме производство... Ученичко од Валандово, Ивана Танчева, учествува на ракијада во Валандово секоја година и првак. Значи, препек, домашна ракија, произведена на домашен начин, со сите нишани. Значи, целта ни е да баш таквите ученици што ги имаме од Валандово, од Неготино, од тој дел, да ги мотивираме, да на класичен начин, како што каже и професор Григор, значи од приемот на гроздие до финализација, цел процес да го видат на производство, значи на вино, бело, црвено, розе, купажа или микс, значи од повеќе вина и да се добие едни вина со убава арома, со убава буке, значи и се добро, значи подготвени што се вика за посредно образование и така натаму. Може ли таа едукација што вие овде ја давате да ја добие примена во преработката на вино, ракија или било кој друг? Не, апсолутно. Тоа преку примерот на нашите ученици тоа се покажува. Добар дел од енолозите, некои од децата кои што овде завршиле средно училиште па продолжиле на факултет, дел од нив веќе магистрирале, имат веќе научни степени од оваа област и веќе работат по познати винари каде што го применуваат тоа знаење. Меѓутоа, она што е важно да се каже дека, гледате, ние мораме да грешистиме некои работи. Ние сме средно стручно образование. Професорите у основа се теоретичари по вокација. Теоретскиот модел у една апстрактна смисла ние го предаваме и прагматично го применуваме толку колку што ние можеме, колку што и се нас можности за да му се створе да кажам некаква основа и теоретска основа и делумно практична основа. Да се створи нормално. Видете, постојат три модели за човек да биде успешен. Прво е да човек ја сака таа работа која што работи. Второ е да има природна способност и трето е да има кој да ти плати за тоа. Тие три моменти ако се спојат во една точка, тоа сме сите успешни. И тоа се обидуваме да го примениме во нашето училиште. Најглавниот дел е тоа. И гледаме горе-долу дека имаме и такви ученици и резултатите го покажуваат. Нас ни е многу драго кога ќе слушаме дека учениците наши веќе имат семејни винари или приватни бизниси кои што се директно вклопени со оноа што овде се предава и се учи. Тоа се гледа на терен. Сакаме да створиме вашите знаења ги користите полекош надворно да става. Не, апсолутно. Не, јасно не може да кажеш. Гледате, кај нас, јас конкретно контакт имам со ученици кои што веќе имат и факултети, ми се колеги веќе, до денеска сме жива, добри односи, жива комуникација, се слушаме редовно, многу често се темите стручни, редовно комуницираме, преку нив добиваме
вака благовремени информации што се случува на терен, го спојуваме нашето знаење, трудот и искуството со тоа што тие го работат на терен. Последните неколку години мене ми е многу драго да кажам да училиштето има директна соработка со конзорциумите, со компаниите. Значи ние сме тоа значи дека Со Гоце Делчев. еве со Гоце Делчев винарска вица, со Тиквеш, со Мовино, со Стоби. Значи Министерството за образование моментално сертифицира координатори по практична настава кои што треба да бидат директен линк, значи училиштата со конзорциумите со компаниите. Имат ментори, значи и едноставно теоретската и практичната наобразба која што ја они, значи нашите драги ученици ја стекнуваат тука, ја продолжуваат, значи во секој од својата струка, секој од својата, значи секој сектор, дали земјоделска, шумарска, здравствена струка која што се профилите на нашите училиште, значи во значи конзорциите во образованието. Има еден, значи проект кој што е преку Министерството за образование учење преку работа и неделно покрај практичната обука, покрај професионалната пракса и феријалната пракса во летниот период, обавезно, значи имаме меморандуми за доработки и договори со секој ученик, значи во проектот учење преку работа, тие одат во конзорциумите во компаниите. Така да наши ученици, значи се и во Тиквеш застапен, и во Мовино, и во Стоби винаријата, овие семејните винарии и така да. Ова е долга приказна. Да. Долга приказна. Еве, КТВ и РТК се земат обврска, да ве викнат и да расправаме за одредени области од енологијата, од винскиот бизнис. Што ви препие за пиење и за јадење со бело вино, а што со црно? За крај. Кажете, вкусот е... За вкусовите не може да се разговара, тоа е позната дефиниција и гастрономските афинитети зависат од многу работи. Зависат и од конституцијата, метаболизмот, зависат и од навиките на човекот, зависат... Ако ние зборуваме за винска култура, тоа не би требало чаша, повеќе од чаша до две да преиде. Значи, ние мораме тоа да го знаеме. Сега, видите, мораме да сме свесни за опасноста од алкохолизам. Алкохолизмот не е винска култура. Да го разграничиме. Така е, тоа би препорачал за пиење, окей, мислам до 750 мл, да речеме, или 500-752 чаши, убави со бело вино, обично риба, значи пилешко, да речеме, и за стравените вина може така и месо, мислам, свинско месе, единствено јагнешко, така да, мислам се ствар на вкус, али мислам дека Кавадарци има долга традиција, баш моментално сега има гости од Барселона да се пофалам, од младинскиот сектор, значи, и тие ни се, мислам, наши партнери, млади, преку овие Еразмус, младинските размени што ги правиме, и мислам дека кога ова богатство, ова лепеза, значи, од убави вина, квалитетни вина, значи, со добра концентрација на шеќер, што избалансиран односно на киселини, значи, продуваат плод, значи, да негуваме таа винска култура. И кај помладите, значи, и кај податните средновечни, бидејќи виното има преку 200 хранливи елементи, значи, е стварно, значи, храна за Покрај месото што го чув, мое забележување, гледам во последно време и сирење, кашкавал и апетисани. Да, мислам дека... Добро се прима, Мислам дека... Ореви и нешто си така. Мислам дека гастрономијата е посебна област и дегустацијата на вина. Јас не би си дозволил да коментирам у таа област, да бидам вака директен, затоа што сметам дека има понадлежни струки кои што тоа го промовират. Овие гастрономски знаења што ги има на телевизијата се нешто кое што тоа секогаш оде во комбинација со маркетингот на виното. Ние не учествуваме во маркетингот на виното, ние учествуваме во нивната изработка и теоретско образложување во текот на наставата и тука е граница. Благородно, вие сте основа на се. Ако вие добра наука им дадете на децата, добро знаење, тие ќе знаат утре кога ќе бидат факултетли или пак бизнисмени, што научиле од Глигорче односно од Девде Фремчо. Затоа се воздржав да коментирам околу комбинација каков тип на вина, каков тип на храна. Индивидуално, не секој случај одговара, не може. Ја имам став за тоа, ама не би го кажал, затоа што постојат луѓе што се гастрономи и кои што се пострушни, може да ти замерат, апсолутно. Благодарам. Благодариме на посетот.